Статусот на жените во општеството е статусот на демократијата. Сте чулели за родово или полово базирани дезинформации? Во модерните општества тие се моќно оружје за насилство преку интернет. А што ги карактеризира? Нивна мета се гласните жени кои се особено активни во јавниот живот, како што се политичарки, активистки за човекови права или пак новинарки. Се водат злобни полови кампањи, представувајќи ги како недоверливи, неинтелигентни, премногу емотивни сексуални објекти. Нивното тело, родовите улоги, родовата еднаквост или сексуалната ориентација се појдовна точка за лажни или манипулирани информации. Намерата е јасна – да измамат и заведат јавноста, за да ги замолкнат или да ги натераат жените да се повлечат од јавниот живот. И додека повеќето жени навистина ограничуваат нивната активност на интернет поради токсичноста на мрежите, тоа не обезбедува заштита. Како што вели една моќна жена: ми беше речено да не одговарам на лагите, туку да ги игнорирам и тоа и го сторив. Но тоа беше грешка. Вашата тишина нема да ве заштити. Навредите само се влошија и лагите се намножија. За старт, како да ги препознаете родовите дезинформации? Информации, видеа или слики со сексуална конотација на интернет во кои се прикажува општествено неприфатливо или недолично однесување за жена. Фингирани слики, видеа или мемиња за дискредитација или исмејување. Креаторите користат и автоматизација за понатамошно дозирано засилување на нападите. Последното видео за наративите и тактиките. Следете не.